Со мене во студиото е господинот Михо Пановски. Добро утро. Михаил се разбира, ма пријателите Михо те викаат, па јас се сметам за слободен. Михаил Пановски, бивши се разбира поранешен пратеник во Македонското собрание, денеска човек кој што политиката следи со следење од телевизиски екрани, интернет и така натаму, иако по време на кое ќе се видиме, знаеме да дебатираме се уште исто така живо како и пред 2-30 години. Пановски е еден од оние кои што во детали ја следи ситуацијата во Бугарија. Јас тоа го знам, бидејќи повремено се слушаме и така, не додуше толку често колку што може би требале Михаил. Таа ситуација веќе стана, како да кажам, неопходност да ја следиме и ние, бидејќи сега веќе влегуваме во детали околу тоа кој што кажал, како кажал, внатрешната политичка ситуација во Бугарија. Па веќе 2-3 години е многу компликувана, поминуваат низ овој вид на непрестајни избори, тие не носат ништо по, да кажам, слегнато, да нешто се стабилизира. Таман мислевме нешто со Петков, една нова политика, се струши и така натаму. Ајде да тргнеме од генералната оценка. Што се случува сега генерално, Пановски, во Софија, на што е тоа резултат? Па да влеземе да видиме кои се можните сценарија за понатам. Па, благодарам, за поканата. По мене, ако на почеток би сакал еден мал увод да дадам, ние знаеме во Италија мафијата колку време паѓаше. Колку парламентарни избори поминаа, на крај се испостави дека и дури премиерот тогашен Бетино Кракси, дека и тој бил поврзан со мафијата. Во Тунис, во Тунис, Либија, кој знае кај одеше. Значи, што сакам да кажам? Една мафија која што ја завладеала државата, тешко ја остава. Значи, и во Бугарија по мене тоа е дефиницијата на проблемот на Бугарија. По мене, да. Тоа е многу тешка дефиниција. Да. Јас ќе ви, ако имате време, ќе ви кажам и примери. Значи, тука кај нас јавноста и некои колеги ваши тотално неинформирани, буквално ја дезинформираат нашата јавност. Еве, само што не падна владата во Бугарија поради Македонија. Еве, вчера има они таму по нивниот устав, закон како е, се дискутира цел ден, 24 часа кој ќе заврши дискусијата, се гласа. Се дава 24 часа тие што гласат да размислат. Значи ќе се гласат денеска по наше време 18:10. За опстанокот на владата. Да. За паѓање или не. Какви се шансите сега на таа? Што се случна во дискусија? До последно беа 125 за падне, 115 да остане. Но не се знае што ќе се дешава, мислам, денеска, значи многу е неизвестно. Ја и лично мислам дека ќе падне владата. Значи, тоа е она, бидејќи сме имали ние овдека ситуации во кои што пратеници менувале позиции. Не, добро, еден-два пратеника, друга. Таму треба минимум 5 пратеника сега. 7 ако не слажеме, ако не се сега треба 5 пратеника да преминат на власт. Има шанса за такво нешто? Има навестување околу тоа? Само малце, значи да ви кажам. Прво, вчера во текот на целата дискусија, ја гледав вчера цела дискусија, никој не ја спомна Македонија. Значи, таму дуелите се чисто за економски причини. Значи, ја од дискусиите разбрав некои работи што ми беа чудни, да ви кажам искрено. Значи, дека они имаат првото тромесечие раст од 4%, а гледаме дека скоро цела Европа има пад на економијата, дека има странска инвестиција рекорд овие 3 месеци, 883 милиона евра за тромесечие, ако беше ГЕРБ имаше еден случај кога има 15 милиона за прво тромесечие. Министерот за финансии даваше споредба последните 10 години, значи по сите параметри. Дискусијата беше исклучиво економска и финансиска. Значи никој се обиде координаторот на Има таков народ на Славе Трифонов, кој што ја потегнаа целата работа, Тошко Јорданов се вика, некој сценарист таму, не знам, по таа телевизија во нивна, да наметне темата Македонија, апсолутно никој не го е сапеше. Значи, Македонија не е тема таму. Значи, тоа ви го кажам. Македонија е поише тема во дебатни емисии, кај што они како демократска држава, значи секоја во најгледаните телевизии имаат две страни. Еден што ја поддржува блокадата према нас,
друг што не ја поддржува и они дискутираат, мислам. Тоа се дискутира на стручно ниво, на интелектуално ниво, како да кажам. Добро, јасна ми е, таа е важна поента. Овдека се создава една перспектива дека таму малте не владат ќе падне заради Македонија. Но ја ќе ви кажам четирите причини или пет колку се на проблемот актуелен. Ајде. Значи првата причина е што министерот за регионален развој Караджов бараше 3,9 милиарди лева, тоа се скоро 2 милиарди на ИТН, има таков они ги направиат, ги прават проблемите. За значи да плати за работи кои што се крајно проблематични. Например, една цевка од 3,5 метра е фактурирана 1.000.000 лева, 500.000 евра. Значи, тоа беше првиот проблем. Вториот проблем, многу сериозен, што се разоткри последните недели, е граничниот премин Капетан Андреево помеѓу Бугарија и Турција. Турција се извинувам. Значи, огромен криминал. Се прави со европски фондови, се прави со... Огромен криминал, значи фитосанитарната инспекција е дадена на приватна фирма. И веќе е проблем на Европа, бидејќи од тука влагаат многу работи што никој жив не ги знае. Што се влегува. Тоа е буквално печатница за пари. Го работат луѓе на Бојко Борисов во договор со овие од Има таков народ. Значи Петков ги нагази и предложи значи да се ја исфрлија таа приватна фирма, да дојдат значи заеднички контролори, инспектори, што ли се, од Германија и од Бугарија. Па затоа велам европјаните се многу заинтересирани за тоа. Бидејќи Холандија веќе не ги признава тие сертификати што вие ги издаваат таму, а тоа е влез во Европска унија. Да. Значи збориме за огромни пари. Понатаму енергетиката. Значи кој ресор го добија овие од кај Слави Трифунов? Тие се сите поврзани со старата влада на Бојко Борисов. Со партијата на Бојко Борисов, како сакате крстете, и со турската партија. Во енергетиката збориме... Кои се третираат за едни од посилните криминални структури. Не, па тоа им го кажа Петков во обраќањето на турската партија. Мислам, ние викаме турска партија, таа не е турска партија кој што кај нас кој ќе кажеме албанска партија. Од прв до последен сите се албанци. Значи тоа се вика турска партија, ама бидејќи претседателот е. Иначе парламентарната група повеќе од пола се бугарско етничко потекло. Значи, таа една криминализирана структура, која што е под директна команда на мафијата. Дори и еден од главните мафијаши во Бугарија, можам така да го кажам слободно, Дељан Пеевски, седи во првиот ред на парламентот. А за него Дељан Пеевски има долго криминално досие, се криеше и во Америка Бугарија. донесе закон Магнитски специјално за него и неколку како него. Законот Магнитски се применува за него, тој не е закон за него донесен, ама се применува, тој беше пребеган. За него еден од тие што е ставен на списокот. Некој од неговите банки пропадна, сакам да кажам, давам малку контекст. Тоа не е проблем, тие ги украдоа парите. Да. Значи од банката за развитие он има земено над 900 милиона евра. Огромни пари се опрашањето, значи, вака дури за нашите криминални ситуации делува. Не можеме да се нема споредба. Значи збориме за огромни пари. И понатаму Лукойл, рафинеријата во Бургас. 6 милиарди евра годишно прават промет, данок немат платено последниве 15 години. Све преку некои даночни раеви профитот го трансферираат. И од тука ја корумпираат цела елита. И што е најинтересно, тие главните што ги влечат конците, они ги викаат зад колисија, седат во позадина. Нигде ги нема во политичкиот живот. Значи, претседателот на турскава партија на ДПС има еден огромен сарај, они го викаат. Кој го чува државната полиција, патем биде речено. Со пристаниште, кај Бургас, со све, значи, еден сарај огромен, кој мериот кај нас. И тој тамо, од тамо командува, ги влече конците. Бојко Борисов ги влече конците од банки, тоа до Софија едно местенце. Слави Трифонов од негде и тој ги влече конците. Значи нигде ги нема, а сите проблеми они ги прават. И сега проблемот каде е? Пратениците од Има таков народ, тие дојдоа на бранот на незадоволството и на демонстрациите. И сега беше борбата да се
растури тој модел на владење на ДПС, на ГЕРБ, но фактички виде дека овие продолжија со нив да работат. Михо, тоа сакам да прашам. Има таков народ, мислам, толку е вешто изведена целата операција да практично криминалната структура измисли една партија со еден шоумен кој што е ваков како што е најгледана емисија и така натаму, или таа работа се случи откако они веќе се наметнаа во политичката јавност па станаа важен дел од владата, во попат. Или е ова, како што реков, сценарио кое може би правено со некои умни глави, бидејќи нема криминал без политика. Не, во позадина се секогаш парите. Тоа е, значи, он е резултат на таква една криминална намера, еден проект, или во меѓувреме стана дел? Не, да си ги сочуват фотелите. Тука има и друг проблем. Главниот обвинител не може, значи никако народот бара промени. Да, не може да се доставуваат само министерката за економија доставила вчера, ја гледам таму, кажуваше 10 на 15 акти во обвинителство. Гешев се извинува. Тој е директниот експонент на Бојко Борисов, бидејќи тој е од времето на Бојко поставен таму, нема начин како да го поместат, а без него, како впрочем и овдека, не може да се прават. Четвртата причина е што се обидува они да го бепасираат и да донесат закон да ги зголемат ингеренциите на ова антикорупцијската КПКОНТИ, како ја викаат, агенција. Да има, значи, и извршни действија, не како кај нас тука. И тука беше, значи, встана проблемот. Тој закон се заглави практично. Тој заглавија и дури бараше партијата на Слави да има право на вето на одлуките на таа агенција. Се разбира. И има уште еден момент кој што може, тој беше, значи, еден од последните капки што прелија чашата, што еден пратеник од Има таков народ, од кај Слави Трифунов, поранешен директор на Руска банка, по секоја цена сака да го инсталира да биде гувернер на Народната банка на Бугарија. А тие се сега во процес на воведување на еврото, би требало од 2024 од 1 јануари еврото да биде воведено, но сам Господ знае дали сега после да сите ја работи. И уште нешто, последно, они мора да донесат 23 закони до крајот на годината, и врз основа на тие 23 закони да добијат околу 13 милиарди од Европска унија. Им се ослободат средствата кои што се наменети од посебниот фонд. Европа не им ги дава тие средства. Како што на Орбан има блокирано 29 милиарди. Значи Европа преку тие закони сака да ги малце да ги моделира и да застане на врат на корупцијата. Многу добро знаат што се случува, бидејќи Ковеши пред некој ден искочи со информација дека има, значи она Ковеши е прочуената обвинителка европска која што во Бугарија, значи он има документирани милиарда евра злоупотреби. И значи тоа е суштината на процесите во Бугарија што се случуваат во моментот. Не е Македонија апсолутно не. Ќе се навратиме на тоа. Сега малку ја наведовте и таа тема. Колку е Русија интегрирана во се ова што се случува, бидејќи овдека исто така говориме и за директна руска вмешаност, многу од овие што ги спомнувате имаат разноразни руски врски и така натаму, а Русија сепак има специфични, како да кажем, и кон Европската унија, Бугарија е членка и на НАТО, регионален играч и така натаму. Колку е Русија фактор во сето ова? Не па, Русија е во целата позадина на криминалот. Значи Русија на тој начин ги корумпира политичките елити. Јас заборев да испуштив да кажам, значи, една од причините е оној јужен поток што се направи од Турција кон Русија, Турција, Бугарија, Србија, Унгарија. Сите си го финансира, значи Русија ги финансираше Газпром, гасоводите. Само Бугарија даде 3 милиарди лева, милиарди и пол евра за гасовод што проаѓа транзит низ нивна територија. Значи чист руски интерес. Бојко Борисов, кој што се тврди дека е уценет од Путин, Бугарија на сиромашна, го финансира гасовод на Русија. При тоа количествата на газ кои што поминуваат низ сите тие мрежи гасоводни во Бугарија ја продадена на Газпром за наредните 10 години, така што тие практично ништо немаат од тоа. Ништо немаат од тоа бугарите. Имаат нешто транзитни такси, ама тоа се Бугарија е една од ретките држави од кога почна војната во Украина. Бојко Борисов, кој што глуми голем европеец, а уствари сите потези ако му ги анализирате се во интерес на Русија, и со атомската централа Белане, и со овој јужен поток, тој
значи 10 години. Да објасниме само, Белене е руска атомска централа. Не, Белене е атомска централа што сака да се гради во Бугарија. Таа прва треба да се гради, така така. Говорам за оваа старата. Ама потрошија 850 милиона евра. И ништо не се направи. Ништо нема. Јас сум бил во Белене, да знаете. Така. Значи значи они почнаа пред 10 години да градат конектор према Грција. Да не зависат само од рускиот газ. Таков лош проект направија да проваѓа буквално, значи кога некој го прави проектот намерно да не се направи. Преку езера да проваѓа. Оваа влада за 6 месеци значи со огромни усилија го заврши тој интерконектор и сега е веќе во пробна работа. Значи Бугарија веќе не зависи од рускиот газ. Значи една од ретките држави во Европа што не зависи и сега требаше Кирил Петков да не беше ова доверба на влада, имаше договорено во Азербејџан да потпиши 25 годишен договор за азербејџанскиот газ кој што е 30% поевтин од рускиот. И тука е може и проблемот, бидејќи сите овие зависности на Русија, на она бизнес елита, значи тука имаме многу случаи кај што во моментот има многу пари во Бугарија кај што рускиот капитал преку нивни бугарски слуги фигурира бугарин, оди купува огромна фирма, а уствари парите се руски, со руски пари. Да. И чекаат подобри времења кога ќе се претврлат и ќе се објават. Тоа го направи, веќе ви кажам, од мојата бранша. Бугарска фирма ја купи дистрибуцијата. Во Бугарија дистрибуцијата е поделена на 4 дела, 2 дела има ЧЕС од Чешка. ЧЕС ја продаде пред некое време дистрибуцијата на некоја известна бугарска фирма. За да се испостави? Па, еве јас знам, ви го кажувам, значи дека од парите 90% се пари од руски бизнисмен. Михаил, бидејќи немам уште многу време, добро. Една од претпоставките и тоа во оваа ситуација, веројатно и најверојатната, дека Петков ќе падне. Постојат се уште шанси тој да опстане, бидејќи не се само русите кои таму играат, и европјаните, и американците, и така натаму се одвива една компликувана задкулисна игра и сето тоа. Што ќе се случи ако го снема Петков и неговата партија или тој може да падне како премиер, но потоа ќе се чекаат наредните избори за да можеби авансира уште повеќе, бидејќи ги гледам демонстрациите пред собранието и така, не се тие големи демонстрации, но како да се возобновува духот на една демократска Бугарија која сака да се дигне на нозе, бидејќи име до тука од криминалци и сите овие задкулисни сценари. Не, видете вака, Петков нема да падне, во смисол политички да падне. И да владата падне, моја проценка е дека Петков уште повеќе ќе ојача. Бидејќи луѓето станаа свесни што се случува овие 6 месеци, дека фактички него рацете му беа врзани. Те тепаат, не ти даваат да плачеш. А тоа го изигра партијата на Трифунов. Има варијанта, ако падне владата денеска, значи мора мандатот повторно да биде даден на партијата на Петков и има варијанта да копредседателот Асен Василев, министерот за финансии и потпредседател на владата, он да го земе мандатот, бидејќи Петков отвори големи војни и цела медиумските слуги на руската мафија, така ги викам, застана жестоко против него. Персонализиране проблемот, практично. Да. Може да се случи, значи, овој да успее да направи влада, бидејќи ГЕРБ не сака избори, бидејќи знаат дека веќе коментарите на независните аналитичари велат дека ти да фрлиш државата на избори, да ја блокираш повторно во време на војна, значи излезена од ковид криза, сега повторно енергетска криза, војна криза, секаква криза, значи тоа е несериозно према државата и ГЕРБ се свесни дека они ќе освојат гласови, ама нема да можат никако да направат влада. Пирова ќе биде таа. Но доколку се случи, бидејќи сега тука на дискусиите покажа на друга работа. Една многу цврсто застана позади владата на Петков, нивниот коалиционен партнер социјалистите, БСП. Значи како се толкува тоа? Значи БСП не е партија која нема своји опашки и БСП е стабилна партија. БСП има многу лошо наследство од комунистичкото време. Значи тие има комунизам во Бугарија што ние не можеме да го восприемеме. Значи еден жесток комунизам.
И многу луѓе таму имаат, тој комунизам остави тешки траги и тие сега ги носат наследството на таа бивша комунистичка партија. Но имаат они едно стандардно гласачко тело, дали ќе бидат 7%, дали 15%, тука негде варираат. Но сега имаат, ако се случи на наредни избори да имаат повеќе од 50% заедно, 121 пратеник, Петков има коалиционен партнер, а Бојко Борисов нема. Зашто никој не сме да направи коалиција со партијата на ДПС. Зашто таа е, значи официјално е партија на мафијата. Значи тоа го знаат сите. Михо, за крај да прашам, ајде малку во неколку реченици позицијата, улогата на Радев, бидејќи од Скопје посматрано можеби заради ова прекршување за македонскава тема во нашите програми, така Радев често се појавува. Која е неговата фактичка улога и влијание сега во оваа криза бугарска во Бугарија? Види, него го дефинираат пред некој ден како политички итрец. Во смисол, он кажа во старт кога искочува францускиот предлог, категорички против. Ама кога отиде во Брисел, кога го стегна овие од Европа, сега вика предлогот е добар. Да. Истото се случи со Радев кога Русија нападна Украина. Тоа е воена тамо, како кажа, специјална операција, па кога му го сменија министерот за одбрана ради таа реченица, кога го викна на запад да го пеат, ова е... Па не е тоа голема и троштина, морам да кажем. Повеќе може да се именува со некои други епитети. Он најдобро плива во хаос. Што е неговата позиција сега во внатрешниот политички хаос во Бугарија? Он нема, решава ли нешто тој? Нема веќе позиција. Влијанието какво му е? Ќе му падне неминовно. Бидејќи тој овие беа негови министри, он ги стави Петков и Асен Василев. Да. Он се отвори војна и со нив. Му отвори војна и Нинова вчера во дискусијата. Ремпере го направи. Значи, со ГЕРБ не може да биде никако. Со ДПС уште помалку, бидејќи има една жестока лани кавга со Карадај, председателот на ДПС. Да. Значи, он се надева, можеби, овој новата партија со български восход, што ја прави Јанев, бившиот министер, што го смени Петков, но гледајќи ги, мислам дека тој нема шанса, нема теорија да направи 4% и да влезе во парламент. Значи Петков останува без политичка подкрепа, него му е втор мандат. Радев, извинувам. Да. Без политичка подкрепа. Он веќе може само да дава, ќе биде председател кај нас. На заминување е веќе. Не е на заминување, мандатот му е уште 4,5 години, но политички ќе биде силен колку што е силен Пендаровски во Македонија. Значи претходно имаше огромна сила додека беа службените правителства, влади. 9 часот и 2 минути, Михаил Пановски, благодарам за оваа внатрешна анализа. Мислам дека ќе биде, бидејќи ние навистина од Бугарија слушаме само ова што е за нас, добро, се чита и веќе и други работи и така, меѓутоа таму врие и тој мозаик е така растурен што навистина ќе биде потребна голема умешност за да се состанува. Не, како што во Италија беше победена мафијата, така и во Бугарија ќе биде победена мафијата. Ја цврсто верувам во тоа. И ќе завршат таму кај што има место овие главните мафијаши што сега ги прават сите проблеми. Да, ма знам, Михаил, во Бугарија, во Италија, додека се случи тоа, имаше се и се што меѓу другото и главните обвинители ги снема исто и случајот и тука. Исто и случајот и тука. Слуга на мафијата е главниот обвинител. Да. Михаил Пановски, благодарам за ова гостување во Утрински брифинг.